доктор Бубан Сарджовски од Аџибадем Систина. Утро во наш гостин во студиото. Добро утро и добре ни дојдовте. Ние денеска Иве некако зборуваме за родителството, а во рамки на родителството секако сакавме да одвоиме време и за младите, мајки, родилките и бремените жени. Свесни дека живееме во време на пандемија, време во кое што секој од нас треба многу да се грижи за сопственото здравје, а особено мајките што имаат мали бебиња, затоа што нивното здравје е неопходно нели за добро здравје на нивното потомство. Токму така, значи нашата работа е да овозможиме една здрава популација, меѓутоа тоа сето тргнува од грижата за мајката, односно идните мајки. Тука пред се, значи, мислам на бремените жени, затоа што тие ни се таргет на нашата работа. Грижата за нивното здравје е грижа за нашата иднина. Тоа значи дека едноставно мораме да разбереме дека само здрава мајка може да донесе на свет здраво и право дете. За сето тоа да се случи, значи, потребно е да се обрне внимание на многу работи, на многу фактори во текот на бременоста, посебно затоа што бременоста не е болест, да се разбереме, тоа е само, нели, друга состојба на организмот во која што се зачнува еден нов живот и тоа е, нели, процес кој што трае во тек на 9 месеци и во текот на тие 9 месеци мораме да се грижиме за здравјето на мајката, за индиректно да се добие на крајот резултат здраво право дете. И токму тоа во услови на пандемија е еден дополнителен предизвик и дополнителна одговорност за самата жена која што нели е бремена, и во таа насока, иако пандемијава трае веќе долго и најголемиот дел од жените што се во фаза на бременост ги знаат препораките и што треба да прават, што вашето искуство вели дека е најважно за тој период на бременост да превземаат жените за навистина да имаат една здрава бременост и една спокојна бременост, нели, како подготвителен период за родителството што им следува. Спокојна бременост и вон пандемија не постои. Мислам, тоа спокојна во смисол да рековме дека тоа е процес кој што трае во тек на период на 9 месеци и во тој период, нели, се трудиме во одредени фази да советуваме што треба да очекува пациентката, каде да обрне внимание и така натаму. Добро, спокојна од аспект да знае мајката дека таа прави се што треба и онака како што треба, да. Така, значи со секој преглед, нели, ги советуваме пациентките, идните родилки, како треба да се однесуваат во одреден период, нели, од бременоста, што треба да направат, што треба да земат како дополнителна терапија и така натаму. Меѓутоа, во овој период на пандемија, со многу непознаници, препораките се, да не кажам, исти за сите луѓе, значи, да родилките избегнуваат јавни, мислам, посета на јавни места, посебно кои што се затворени. Носењето на маска е задолжително, апсолутно. Се препорачува прошетка на отворен простор, иако е сега, нели, во овој период малце поладно, меѓутоа со добра зимска облека, која што, нели, треба да биде комотна во секое време. Понатаму, земањето на течности и топли напивки во овој период е многу значајно и за самата пациентка, со тоа и се одразува на бременоста како, нели, поттик, поддршка за да се износи до крај како што треба. Суплементацијата со одредени витамини е секако и вон пандемијата присутна во текот на целата бременост, меѓутоа сега акцентот е посебно на витаминот D3, како посебен акцент се става затоа што и
пред пандемијата беше актуелна таа тема, се правеа испитувања, доколку има недостаток се дава D3 капки, D3 суплементи во смисол да тоа ниво на D3 кај пациентката биде на едно оптимално ниво, затоа што најновите студии докажуваат дека е еден од битните фактори за износување на правилна бременост. Така, особено во зимскиот период сите Така. имаме дефицит на тој витамин D3. За жал, ниту бремените жени не се заштитени до крај од COVID, па има случаи кога и во текот на бременоста жената ќе стане позитивна на коронавирусот, односно ќе има COVID-19. Што тоа значи? Дали низиниот плод ќе има антитела? Или Она тоа што е- зависи од периодот кога всушност станува позитивна? Значи, во Дали е последно доцна време имаше бременост? неколку студии кои што укажуваа на тоа дека плодот кај пациентки кои што биле позитивни на COVID-19 со или без симптоми, после породувањето, значи направени се антитела кај плодот и добиени се високи вредности на присутни антитела без никакви симптоми кај новороденото. Ние во нашата болница го следевме тој тренд и навистина кај 3 пациентки, ако не се лажам до сега, направивме антитела после породување кај пациентки кои што биле позитивни на COVID-19, двете беа со симптоми, едната асимптоматски, и добивме навистина високи дози во соработка со неонатолозите кај новородените. Сега го следиме тој тренд на да ги сите тие пациентки кои што знаеме дека биле позитивни, да ги тестираме и да видиме дали навистина кај сите ќе се случи истото, односно кај сите новородени ќе има висок титар на антитела, а кај овие што досега ги имаме го следиме како тој титар паѓа, дали паѓа со какво темпо и така натаму. Добро, тоа може да биде смирувачка вест за трудните жени, да знаат дека во случај кога се позитивни, тоа може да донесе антитела барем на плодот. Тука би сакала да ги вклучиме, доктор, и мајките, односно родилките и нивните бебиња. Како тие да се заштитат од ковид и што ако бебето на мајката, кога е веќе породена или отишла дома, дојдат во контакт со некој што е позитивен, нели се станат позитивни на вирусот и заболат. Каква е негата за доенчињата, за малите деца во ваков случај и за самите родилки? Па добро, вообичаено, таргет е мајката секогаш, затоа што кај новородените не е толков процентот кои што се позитивни, ниту пак имаат некаква симптоматологија. Така да секогаш акцентот е на родилките, значи они да бидат заштитени, они да ги спроведуваат сите неопходни мерки на заштита. Инаку преку доењето досега резултатите покажуваат дека не се пренесува апсолутно, мислам преку актот на доење, доколку мајката носи маска, па нешто да таа се зарази, па детето да биде позитивно и така натаму. И едноставно да ги почитуваат сите правила, значи прво и основно пред секое доење миење на рацете, апсолутно, носење на маска, иако не се позитивни во тој момент, сепак превентивата да биде до крај испочитувана. Така, какви се препораките на Светската здравствена организација во однос на вакцинирањето на бремените жени и родилките? Кај на себе токму денес започнува вакцинирањето на здравствените работници, или ново очекување на нови дози вакцини? Што велат препораките? Препораките од Светската здравствена организација велат дека треба да се вакцинираат, односно пожелно е да се вакцинираат, сепак одлуката е на бремените жени. Пожелно е да се вакцинираат оние бремени жени кои што се во така наречените ризични групи. Ризична група значи дека во текот на незиното секојдневие или работење она е во контакт со безброј луѓе, каде што теоретски може да дојде до контакт и до инфицирање со COVID-19.
Исто така во ризична група се пациентките, односно родилките, бремените жени кои што имаат преекзистенцијални болести. Тоа значи, нели, некоја друга болест, како шеќерна болест, гестатски диабет, може само во бременоста, или, да речеме, некоја покачен крвен притисок. Значи, се што може да ја компрометира. Проблеми предходно со белите дробови, каде што, нели, односно COVID-19 е таргет орган, така да сите тие препорачуваат дека е пожелно да примат вакцина. Она што е сигурно, да кажам, условно кажано, е дека за пациентките кои што се веќе породени и кои што дојат, таму е безбедно да се вакцинираат, значи тие пациентки би слободно може да ја примат вакцината. Така, докторе, да не заборавиме да спомнеме дека вие, Аџибадем Систина, одбележавте еден убав јубилеј токму периодов, тоа е 20 години од Мала Богородица, првата гинеколошка болница кај нас која подоцна прерасна во Систина, а сега нели Аџибадем Систина, тоа значи илјадници породени мајки и бебиња во таа долгогодишна дведецениска работа. Така е, таа приказна почна пред точно 20 години, 14 февруар 2001 година. Започна со една група ентузијасти предводени од двајца прекрасни луѓе, доктор Слободан Лазаревски и Слободан Дракулевски, морам да ги напоменам. И човекот кој ја препозна таа визија и нивната посветеност, да кажам, на медицината, на нивната работа, има возможни услови, значи господинот Јордан Камчев, кој што го инвестираше сето тоа. И така започна една убава приказна. Првото дете е родено, мислам, на 27 март, ако не се лажам, 2001 година. И од тогаш има околу 18.000 породувања до денешниот ден. Преку 40.000 операции и така натаму. Сето тоа е плод и резултат на една макотрпна работа, на еден ентузијазам, на една посветеност, на желбата да се постават едни нови стандарди во лекувањето на стерилитетот, во третманот на бремените жени, во грижата за новородените и така натаму. Значи, тоа е една многу убава приказна која што трае веќе 20 години, наверувам дека ќе продолжи понатаму. Така, голем предизвик беше и за сите вас кои што сте дел од здравството, здравствените работници, да работите и се уште работите во услови на пандемија, при тоа да пружате професионална грижа за сите ваши пациентки во вашиот случај, пациенти за останатите ваши колеги и веројатно сега веќе е фатен ритамот, нели, и веќе ова што го нарекувавме пред некој време ново нормално, веќе ни стана сосема нормално. Да. Да, меѓутоа, знаете како кога работите работа која што не може да ставите клjuč на врата да си одите дома. Или да работите од дома. Апсолутно. Морате да сте таму, меѓутоа морате да се прилагодите и тоа морате веднаш да се прилагодите. За среќа, нели, со почетокот на пандемијата, сите бевме во некаков, условно кажано, шок, меѓутоа многу брзо се реорганизиравме, воспоставивме некои стандарди за да евентуално спречиме било каков поголем број на вработени, на пациенти да бидат инфицирани со COVID-19, а работата да тече, условно кажано, нормално. Иако, нели, имаше моменти кога едноставно не знаете како треба да одреагирате, меѓутоа пак ви велам, со една комплетна соработка на целиот тим, тоа функционираше безпрекорно. И денес тоа е така, да не кажам дека не го почувствувавме тој притисок, затоа што бевме внатре во жижата на настаните и нема каде да одиш едноставно.
Так. Докторе, пред крај би сакала само уште едно прашање и осврт на возраста кога жените стануваат мајки. Таа граница, сведоци сме дека се повеќе се поместува и дека на се позрели години, на подоцнежна возраст, жените решаваат да станат мајки. Па во таа насока еве една препорака за жените што и по 40-та година, да речеме, еве така да земе кој некоја граница, се решаваат да станат мајки, затоа што имате многу искуство и со такви случаи. Да. Јас сум многу така досаден, можеби, за моите пациентки, па ги терам што побрзо да завршат со репродукција, затоа што искуството ни вели дека, нели, од кога ќе се заврши со репродуктивниот период, многу полесно е понатаму за гинекологот да одлучи за било каква интервенција доколку има потреба. Сега, факт е тоа дека, нели, старосната граница е поместена, меѓутоа апсолутно не треба да имаат никаква грижа дека ќе станат мајки, дека ќе зачнат бременост после 40-та година. Сме биле сведоци на, нели, породување на 50 годишни жени кои што и се почесто сме сведоци на такви кои што биле упорни. Знаете, порано доека не беше инвитрото развиено, многу пати се обидуваа, па имаше сега со развитокот на инвитрото, мислам, да не кажам доведено до перфекција сето тоа, и многу полесно и побрзо се одлучуваме за инвитро фертилизација, не ги чекаме со години да останат бремени. Меѓутоа, од кога ќе останат, без разлика како ќе останат, начинот на водење на бременоста, дали има пациентката 24 или 40 е малте не ист, со тоа што, нели, препораките ке оние пациентки кои што се постари, се малце поинакви, почести се контролите и лабораториски, и ултразвучни, се со цел на време да се нешто фати, да се превенира, за да можеме на време да реагираме и да не кажам процентот под 40 и над 40 дека е негде, ајде, нека биде малце 60-40 за помладите пациентки, меѓутоа навистина таа старосна граница е поместена. Но еве, да ги охрабриме и тие што нели можеби малку подоцна ќе се одлучат на овој чекор, без разлика кои се причините, дека еве никогаш не е доцна да се прошири семејството, никогаш не е доцна да се чуе детскиот плач во домот и да се почувствува благодатот на родителство. Само треба желба, упорност и секој си дојде на своје. Јас ќе ви се заблагодарам за денешното утринско гостување во нашата програма. Ќе ви посакам и вас и на целиот тим на Аџи Бадем се стигне уште долги години плодна работа. А конкретно на гинеколошко-акушерскиот тим да имате голем број породувања, да имаме многу здрави бремени жени и да донесат на свет здрави и прави деца и во следниве години. Ви благодарам вас на поканата и се надевам дека на некој начин ќе ги охрабриме идните мајки да немаат никаква грижа. Ние сме тука, само, ви реков, треба желба за да се реализира жената како мајка. Тоа е една од незините, нели, функции во животот, кое што е навистина прекрасно. Така, па дури и во време на пандемија, ни покажа изминатава година дека може бременоста да тече без никакви компликации, може да се раѓаат здрави и прави дечиња и во тој контекст да ги охрабриме и покрај овие услови доколку размислуваат дали да се решат на таков чекор или можеби да почекаат некој подобри време. Пандемијата не е пречка за бременост, никако, напротив, треба да и се спротиставиме едноставно и да одиме до крај. Тоа е тоа. Доктор Царџовски, ви благодарам многу уште еднаш за гостувањето и за сите совети, а тука ќе го заокружиме разговорот со докторот, ќе направиме кратка пауза и веднаш потоа можете да ја проследите утринската анализа на колегата Христо Ивановски и на неговиот денешен гост. Останете со нас.